денешната активност која што ја реализираме со учениците од Основното училиште Лирија и Основното училиште Гоце Делчев во Тетово е под наслов "Сликаме и за различни сликари дознаваме". Оваа активност има интеркултурни елементи и е во склоп на проектот за интеркултурно образование на Нансен Диалог центар. Нашата цел беше, како оделенски наставници, да ги исплотиме малку дечињата од различни училишта и да научат нешто ново преку различни активности во кои се вклучени игри и различни практични активности. Акцентот на овие активности е ставен врз интеркултурноста, бидејќи таа представува еден важен елемент или сегмент од новата концепција за основно образование, кој што ќе се применува од следната учебна година. Како што кажа и наставничката Сонја, денешната активност е организирана според Нансен модел за интегрирано образование, кое што ги промовира интеркултурните вредности. Содржините кои што ги реализираме според Нансен модел на интегрирано образование, освен интеркултурните вредности, акцент се става на соработката, почитувањето и промовирање на толеранцијата помеѓу учениците. Учениците преку овие активности ги поттикнуваме да ги запознаат различностите и дека убавината е во почитувањето на разликите. Во состав на денешните активности, учениците се запознаа меѓу себе, учествуваа во игровни активности, како и слика, печатеа и редеа сложувалки. Во денешните активности децата со задоволство работеа, соработуваа помеѓу себе, се почитуваа и учеа нови знаења. Оваа наша активност ќе биде поттик за да продолжи нашата меѓусебна соработка, како и поттик за соработка со нови училишта, преку кои што ќе ги промовираме интеркултурните елементи. Добар ден, деца, ајде. Добар ден. Како сте, добри? Дел од вас ме знаат, меѓутоа дел од вас не ме знаат. Јас сум наставничката Радица Ацевска, која што предава во Основно училиште Лирија во Тетово. А јас сум Сонја Трифуновска, наставник во Основното училиште Гоце Делчев, исто така во Тетово. Денеска вие ќе си работите заедно, децата од Основно училиште Лирија и од Основно училиште Гоце Делчев, заедно ќе се дружите, најпрво ќе се запознаете, а потоа ќе реализираме некои заеднички активности преку кои што ќе научите нешто ново. Дали ви е тука интересно? Да! И времето ни е многу убаво. А да ми кажете, дали знаете каде се наоѓаме? Да! Ајде да видам кој знае. Ајде повели Александар. Во музеј. Така. Така, ние се наоѓаме во музеј. А дали знае некој што е тоа музеј? Анастасија? Ајде. Виште каде ќе се чуваат предмети од минатото. Така, значи деца, музеј е место каде што се чуваат предмети од минатото. Така е. Сега, денес активностите ќе ги започнеме со запознавање. Ние сме од различни училишта, но тоа не ни е пречка да учиме заедно, така? Да. Може да одиме да изиграме една игра и така да се запознаеме? Да. Одиме, деца. Ајде. Ова ни е игра за запознавање. Ќе се запознаваме на тој начин што првиот во кругот ќе направи еден чекор напред, ќе каже здраво, ќе се представи, например, јас сум Сонја, ќе направи некое движење, например, јас ќе направам вака, ќе плеснам 2 пати со рацете и ќе се вратам назад. И вие ќе ме поздравите мене со здраво Сонја. Ќе го повторите моето движење. Може да пробаме? Да! И потоа секој од вас
поединечно ќе се представи, ќе одиме како што одат стрелките на часовникот, значи вака. Добро? Додека не стасаме до тебе. Може така? Ајде. Почнуваме. Здраво, јас сум Сонја. Здраво, Сонја. Здраво сум. Ете така, ајде, Кристина. Јас сум Кристина. Здраво, Кристина. Јас сум Јована. Здраво, Јована. Јас сум Јован. Здраво, Јован. Јас сум Анастасија. Здраво, Анастасија. Здраво, јас сум Мартин. Здраво, Мартин. Здраво, јас сум Ива. Здраво, Ива. Здраво, јас сум Марија. Здраво, Марија. Здраво, јас сум Самир. Здраво, Самир. Јас сум Илина. Здраво, Илина. Јас сум Александар. Здраво, Александар. Јас сум Андреја. Здраво, Андреја. Јас сум Алиша. Здраво, Алишан. Јас сум Мартин. Здраво, Мартин. Јас сум Јана. Здраво, Јана. Јас сум Лео. Здраво, Леонид. Јас сум Ана. Здраво, Ана. Јас сум Аземина. Здраво, Аземина. Јас сум Дарио. Здраво, Дарио. Јас сум Иван. Здраво, Иван. Јас сум Илијана. Плесни. Здраво, Илијана. Здраво, јас сум Омер. Здраво, Омер. Јас сум Медина. Здраво, Медина. Јас сум Насер. Здраво, Насер. Јас сум Петар. Здраво, Петар. Здраво, јас сум Лана. Здраво, Лана. Здраво, јас сум Давид. Здраво, Давид. Здраво, јас сум Леон. Здраво, Леон. Здраво, јас се викам Дарио. Здраво, Дарио. Здраво, дечиња. Се запознавме сега. Одиме на следни активности. Сега, откако завршивме со играта за запознавање, сега ќе преминеме на една друга игровна активност. Во дворот на музејот има насекаде поставено картички. Ваша задача ќе биде сега да се ставите во потрага на тие картички. Значи ќе треба да барате. Картичките се поставени во горниот дел, значи овде од музејот, така да секој од вас ќе бара картичка. Откако ќе ги пронајдете картичките, ќе застанете на одредено место за кое што ние ќе ви помогнеме и ќе ви кажеме каде. Може да почнете да барате? Да, ајде. Полека само. Кој ќе најде да крене рака? Браво. Браво. Ајде, вие што сте со картичките, Дарио, доаѓајте на кај мене. Вие што најдовте картички, дојдите овде горе. Ја најдов. Да, а останатите седнете на место. И да видиме сега што има на тие картички. Ајде. Никола Мартинус. Мартиновски, сврти ја картичката да ја видат децата. Ова е слика. Добро. Ова е темперни бор. Така, сврти ја. Ова е палета. А другата слика, Дарио? Што имаш на другата картичка? Тоа е Слика. слика во ред. Ова е изложба. Добро. А другата картичка? Темперни. Така. Добро. Ајде, Мартин. Ова е музеј. Добро. А другата? Ова е прибор за сликање. Така, во ред. Ова е Слика. слика. Така. Ова се сликари. Така. Ајде, Марија. Ван. Винсент Ван Гог. Добро. Леонардо да Винчи. Така. Слика, вазна и цвеќе.
Така, ајде да видиме зашто ги користиме темперните бои. Зашто ја користиме палетата? Ајде да видиме. Мартин? Темперните бои користат за... Сега да ве прашам. Дали предпоставувате какви активности ќе работиме денес? Во врска со што? Може некој да предпостави? Ајде повели Јована. Ние имаме активности, што можеме да боиме, да цртаме, да сечеме, да... Така, во врска со сликарството ќе ни биде, ќе сликате. Погодивте. Ајде сега може да одите на своите места. Седнете. Најпрвен ќе ве запознам што е сликарството. Сликарството е уметност која е создадена со нанесување на боја, а бојата може да се нанесува на некоја површина, како што е хартија, платно и слично. Имаме различни сликарски материјали, можете и тука да ги погледнете. Кои се тие? Ајде Андреја. Со што сликаме? А со што боиме? Браво, Андреја. Четка, браво, Андреја. Така, и уште што ни треба, Кристина? Ни треба уште темперни бои. Така. И какви уште може да бидат? Темперни водени или бујчки. Ете така, добро. Сега продолжуваме со некои познати сликари од различни држави. Ќе се запознаеме со Винсент Ван Гог, Леонардо да Винчи и Никола Мартиновски. Прво ќе започнем за Винсент Ван Гог. Тој се родил во Холандија. Сте слушнале за таа држава? Некој да, некој не. Роден е во 1853 година, а името го добил по неговиот чичко, кој исто така бил уметник. Имал двајца браќа и 3 сестри, учел и во селско училиште, а потоа си учел и од дома. Работел и како учител и како трговец. Многу патувал. Бил во Англија, во Франција, во Белгија и покрај холандскиот јазик научил и многу други јазици, како што се англискиот и францускиот јазик. Се допишувал со својот брат и напишал дури 600 писма на сите 3 јазици што ги познавал. И за него дознаваме токму од овие писмарица. Сега неговата сликарска дејност. Тој многу сакал да слика, уште додека бил мал. И сликал со водени бои, потоа различни сликарски техники применувал како што се масло на платно. Сликал портрети на луѓе, но исто така и овоштарници и многу сакал сончогледи да слика. Неговите слики не биле ценети додека не живеел. Подоцна станале меѓу најценетите во светот. А денес знаете каде ги има? Во музејот на Ван Гог. Еве ќе ви кажам кои се неговите најпознати дела. Тоа се Звездена ноќ, Вазна со 12 сончогледи и Бадемово дрво. Музејот на Ван Гог. Еве го музејот на Ван Гог, тука го гледате, како изгледа и околу него има навистина сончогледи. Сликите се огромни и осветлени и многу се убави. Сега ќе ви кажам нешто интересно. Од музејот на Ван Гог јас имам 2 предмети кои што сум ги купила таму. Едниот предмет е со сликата Звездена ноќ и ова е чаша за млеко и секое утро можам да си пијам од неа, а ова е еден магнет исто сликата од Ван Гог на неа. Ви се допаѓаат предметиве? Интересни се, нели? Ќе ве запознаам со сликарот Леонардо да Винчи. Сте слушнале за него? Не, некој да, некој не. Сега, тој е роден во Италија во 1452 година. Уште од многу мал ја засакал науката. Сакал да знае се за природата и поради тоа тој многу деца истражувал. Често размислувал за нови пронајдоци и чувал тетрадка со цртежи, каде што ги запишувал сите своји идеи. Сега, кои му биле идеи за цртање? Тој размислувал да црта хеликоптер, тенк, падобран, робот, телефон и таму во својата тетрадка ги цртал своите скици. Меѓутоа, тој освен сликар бил и добар математичар, инженер, архитект, астроном и вајар. Сега,
Која е неговата сликарска дејност? За него се вели дека е еден од неголемите сликари на сите времиња. Тој, како што ви кажав и претходно, за неговите слики правил прво скици, а потоа тој ги сликал. Сликал со темпера и маслени бои и сликите претежно биле во големи димензии. Негово најпознато сликарско дело е Мона Лиза и го нарачал еден богат трговец. На италијански Мона значи моја дама, на француски мадам, а на македонски господја. Еве тука ја гледате Мона Лиза, значи неговото најголемо уметничко дело. Ете ја и кај тебе на картичката. Ова дело е непознато во светот и се чува во музејот во Лувар во Париз, Франција. Јас ќе ве запознам со уште еден сликар, ќе ви го прочитам неговото име и презиме, а вие да размислите од која држава доаѓа, може? Да. Никола Мартиновски. Што мислите, од каде е овој сликар? Петар. Ајде, Петар. Никола Мартиновски од Македонија. Така, од Македонија. Од каде знаете? Од кај ви текна дека од Македонија? Ајде. Јован. Мене ми текна дека од Македонија, зашто на презимето на секој македонец пишува Ски. Браво, Јован. Браво за заклучокот. Е така, ајде да слушнеме сега малку за Никола Мартиновски. Тој е значаен македонски сликар и еден од најважните личности за развојот на македонската култура. Роден е во градот Крушево. Во 1903 година се школувал во Скопје, а потоа е посетувал школата за убави уметности во Букурешт. Романија. Таму следел курсеви по декоративна уметност, цртање и сликање. Подоцна бил и во Париз, Франција, каде што учел во познати академии. Тој добил и награда за животно дело. Никола Мартиновски покажал интерес за цртањето уште од неговите први училишни денови. Најмногу се развивал како сликар во државите Романија и Франција и сликал портрети и пейзажи. Негови најпознати дела се Невеста, Мајка со дете, На пазар, Беречка на јаболка. И имал 40 самостојни изложби. А денес во Крушево постои галерија на Никола Мартиновски во кои се изложени неговите слики. Вака, вие кога ќе си одите во Крушево, да си ја посетите оваа галерија и да ги видите неговите слики. Се договоривме? Да. Ето. Во ред. Сега за следната активност, вие ќе бидете малите сликари. Значи, вие денес ќе имате задача да насликате нешто и за тоа што ќе го сликате, ќе користите темперни бои, ама ќе користите и други средства за сликање. Но најпрво да се поделиме во групи, така што вие ќе треба да извлечете една картичка од садот што го држи наставничката Сонја. Ама прво ќе ги затворите очите и со затворени очи ќе извлечете една картичка. Ајде. И оди си право во групата. И оди право кај што има под камерот зелено картонче. Ајде. Анастасија, ти си овде со зеленото картонче. Добро. Ива, тука си со Анастасија. Анастасија, можеш онде да се подпреш да седнеш. Така. Иван, кај што има портокалово картонче? Дојди овде. Ајде. Еве овде. Овде. Вие сте тука. Ајде. Да. Кај зеленото. Ајде, одите портокалови. Зелено. Добро. Сега. Сега ќе ви кажеме секоја група што ќе работи. Сега ќе ви кажеме зошто. Кој е Јован? Дојди, плавата група е овде. Јован. Ти си Јован. Плавата овде, сината, овде. Ајде. Портокаловата е овде. Црвената група, Мартин, таму е црвената група. Е неа горе. Оди кај другите другарчиња. Добро, ај сами. Илијана, дојди, плавата е овде. Се извинувам, жолтата е онде горе. Илијана, дојди, сината е овде. Дојди, Илијана. Застани. Оди таму до Јован. Ќе по 5-6. Ето така. На хамерите имате нацртано дрво. Ваша задача ќе биде со четките
да го боите дрвото кафеаво, а потоа со помош на шишињата, со помош на цветчињата што ги имате, да ставите цветчиња на дрвото, значи да биде расцветано дрвото. Со вилушките ќе ставате трева, значи ќе печатите и долу, значи под дрвото ќе биде тревата. Дали сум јасна? Да. Тогаш ќе може да почнете, оставете ги картичките и ќе почнете со работа. Гледам дека направивте прекрасни слики, испечативте, сликавте, а сега имаме една задача со надпревар. Сите групи ќе редите по една сложувалка и ќе добиете по една слика. Ќе се надпреварувате која група најбрзо ќе ја состави вашата сложувалка. Групите ќе се добиете папки
со вашата боја од групата и на мој знак почнувате. Договорено? Ајде. Жолта група. Зелена. Зелена е таму. Портокалова. Сина. Црвена. Ќе ви дадам знак. Пазите, само не смеат да ви паѓаат. Ајде. Дали сте подготвени? Во секоја папка имате парчиња од сложувалката, имате слика според која треба да ја составите. Петар Засковски. Во кој оделение учиш? Трето. Што работевте денес? Денеска боевме, баравме сликичиња и игравме. Јас сум Кристина Стојчевска, учам во трето ти оделение и учам во школата Гоце Делчев, Тетово. Денеска ние бевме мали сликари и сликавме дрва со шишиња, со четки, со темпени бои. Исто баравме мали сликичиња за да видиме што ќе правиме денес. Јас се викам Јована Трпковска и учам во трето три оделение во Тетово. Денеска се запознавме со многу други другарчиња и си игравме, си наредувавме сликичиња и се радувавме. Јас се викам Лана Наумовска и учам во основното училиште Лирија и сум трето оделение и денеска баравме сликичиња, се запознавме и се радувавме.